Добар, убав, среќен ден, драги наши гледачи. Верувам дека сте сега пред малите екрани и си ја чекате нашата емисија Вкусот на традицијата, што ќе ви предложи за денешниот ваш ручек или вечера, или да биде момент за собирање на семејството, пријателите, најблиските. Поздрав од етно ресторано Златно буре Кучково во непосредна близина на градот Скопје, на 20 на минути возење со автомобил, каде што сите ваши апетити и задоволства токму тука ќе бидат исполнети. Ние заедно, сите заедно со целиот тим на Златно буре Кучково, одлучивме денеска да ви подготвиме еден многу интересен рецепт. Да ја поздравам госпоѓата Дијана, која што работи во кујната, шефен во кујната на Златно буре Кучково. Таа секогаш сака да направи на нејзин собствен начин како питулици, затоа што ние тука немаме питуличарка, тие специјални нели саќови ова тоа, меѓутоа она што може да се овозможи во кујната, значи да направи питулици, да ги реди. Еве тоа се токму овие, да ги реди со сиренце, масленце, лукче и да биде убава питулица, пита питулица за мерак. Но овие питулици се на еден сосем поинаков начин. Тоа е нешто предлог за домакинките кои што сакат да сготват нешто брзо, вкусно, интересно, да биде привлечно за децата. Состојките се малтене сите ги имаме дома и да ви кажам, доколку не можете да ги направите питулиците дома, значи имаат само брашно, вода и малку сол. И малку масленце, ништо во него нема. Значи во вакво тавче за палачинки може да се направат или да се печат, значи секако се прекрасни. Сега, вие можете да си купите готови тортилји од маркетите. И има, значи, на секаде. Тоа ви е веќе пола завршена работа. За да го направиме овој специјалитет, значи питулица со мелено месо, заедно со сите овие зеленчуци, нема да ви треба многу долго време, ревната ја пуштаме на 250 и почнуваме со работа. Ке ни треба 300 грама мелено месо, 2 главици кроми, 100 грама еден колбас, било каков димен колбас, едно чешне лукче ситно сечкано, едно морковче, една пиперка, тоа е за зајрето со додатоците. Имаме мешан сув зеленчук, по вкус сол, бибер, триена сол, понатаму половина литар сос од патлиџани, салца, томатело, што и да имате. Ке ни треба исто така и едно канче или 250-300 грама кисела павлака, малку кашкавалче, но и ако немате павлака и немате кашкавал, не грижете се. Со сите останати состојки ќе биде прекрасно. И имаме масло по потреба. Ринглата ми е вклучена и што правам сега? Го запршувам кромидот со меленото месо. Ставам 1,5 децилитар масло и го ставам кромидот да се прши. Да се подпржи. Овој специјалитет го правев многу често дома, кога ми беа децата мали за Граци и за Баже, многу го сака, што понекогаш додавав, да кажеме, и грашок внатре, и можете да додадете било кој друг зеленчук, например, може и пржена зелка и кисела зелка. Овие може да се направат и со ситно сечкана кисела зелка. Исто така се превкусни и мелено месо.
Сега ќе ставам сол на кромидот, бибер, така, и малку мешан сув зеленчук на врвот на лажичката. Уште малку да се запржи и ќе го ставиме месото. Заедно тие ќе се испржат убаво. Сега ќе го ставам месото. Ја додавам пиперката и го додавам морковчето и лукчето. И сето ова ќе го промешам да се запржи уште минутка-две и доволно ќе му биде. Тоа после ќе си се испече, пиперката таа брзо ќе се стопи. Ете така. Одлично. Ќе си ја принесам сега земјената тава. И ова мислам дека е добро веќе. Ајде така. Нека си стои тука. Ја земам сега питулицата. Така. И сега ќе ставам малку доматен сос, ете така, нека ми стои тука лажичката, ќе земам малку орегано, така, и малку од оваа прекрасна триена сол. Ќе си го принесам поблиску тавчето и ќе си земам од филот. Например, јас имам 6 или 7, 2, 3, 4, 5, 6, значи ќе ставам да има филот да е поделен на 6 дела, па од прилика. Да. Мислам дека е ова доволно. И ќе си направам ролаче. Филот ќе го ставате во центарот за да не ви избега после при
при виткањето. Прво ќе го пресечам на половина и тоа потоа на половина. Значи да извадам 4 ролатчиња од една питарка. Уште малку масло на земјената тава. Така. И сега ќе ги редам така, по крајот. Како ќе се погоди, така, само да се држат едно до друго. А со овие крајчињата нив ќе ги ставите, па и одозгора. Постапката ја повторувам со сите исто. Ставам малку доматно пире или сос, салца, што и да е. А ќе ви кажам после со другото што ќе остане, што се прави со него, ќе видите. Така. Ќе му ги ставам зачините. Така. Ќе мириса и прекрасно, баш на ова свежа пиперка. И сега почнувам да виткам. Ете така, на половина, па потоа повторно на половина. И се така додека не ги потрошам сите питарки тука. Добро. Продолжувам. Патлиџанот убаво ќе омекне кората. Можете и да ги легнете, како сакате. Не мора да си исправени парчињата, може и легнати да бидат. Чекай да видам, имам уште едно, две, три, значи да го поделам филот, таман ги имаме. Ајде така. Прво ќе ги насечкам, па ќе видам како ќе биде најдобро за да ги ставам во тавата. Што исправено, што легнато. Уште едно ми остана. Еве како изгледаат они полнети. Гледате колку убава боја имаат. Ова ќе го ставам до крајот. Сега, например, ова
крајчето. Може вака, како пиперките што се полнат, така и него да го полните. При крај ова, уште едно ми остана, си направам место. Сега веќе ова нема да ми треба. На краевите не ставајте многу оти кога ќе се витка, оно излегува. Подобро потоа малку додадете му како преска што направив. Ајде така, повторно на половина. Еве го пресекот. Се надевам дека ќе ги собере сите, ако не, некои стоечки ќе ги ставам. Ова можам, еве, да го потполнам. Ајде така. Добро, таман ќе си има место и за ова. Овие ќе ги подлегнам малку. Ете како изгледаат, наредени во тавата. Сега колбасот ќе го ставам меѓу нив, затоа што ќе им даде посебно убав мирис. Треба да пушти да си пушти од мирисот. Дали ова можам вака да го легнам, тоа ќе биде уште подобро ако го направам. Мислам дека ќе успеам. Да. Ете така. Го редиме колбасот каде што има место. Тоа ќе се пече во загреана рерна на 250. Ево уште едно доволно е. Ете така. Сега ќе направам фил од рестото што ми остана, од томателото или сосот, што и да имате. Ете така. И ќе му ставам кашкава оче малку, половина тука и половина од озгора. Ајде така. И ова кога ќе се испече, насекаде ќе навлезе кашкава очето со павлаката. Ги полевам од озгора овие питарки. Леле, ова кога ќе се испече колку е добра. Ете така. Да го принесам на кај мене. И убаво ги затворам од озгора. Вака со лажицата. Ке протресам да навлезе секаде убаво.
И они ќе бидат после лапни, голтни. И мора вака малку да направите. Ете така. Одозгора го ставам ова рендано кашкавалче за топење. Можете и растителен да ставите. Ете така. И сега со лажичката малку вака ќе направам да навлезе во филот кашкавалчето. И одозгора ќе му фрлам од ова ченкарна сол со ноктец и малку орегано. Ете, тавата е подготвена да се пече. 250, значи фаќа убава кора, почнува да крчка. Ја намалуваме на 220, едно 30 на минути и веќе е подготвена за печење. Останете со вкусот на традицијата. Еве како ни изгледа испечена оваа наша тава прекрасна, значи што ја сакат и обожуваат и децата, и возрастните, и највозрастните. Лапни, голтни, вкусна, полна со зеленчук, со мевце, со се поред. Но и оваа тава, драги гледачи, е уште повкусна кога ќе си ја поделиш со пријателот. Како што е нашата тетка Љубица секогаш добре дојдена во вкусот на традицијата. Таа за нас секогаш знае да дојде од Прилеп, да ни изненади со убави рецепти, да ни ги проба нашите рецепти, едноставно да другаруваме заедно. Ти си председателка на прекрасното здружение Мајка Традиција, да ги поздравиме сите твои членки. И постои 20 години. Ете така, 20 години. И тетка Љубица, сега овој рецепт што јас го подготвив, ти ќе го пренесеш во Прилеп. 15 години со тебе. Ете така, ете Со овие така. убави работи. И со овие софри и ваква убавина. Точно, и токму затоа јас сакам да ги пробаш ти нашиве специјалитети. Значи ова е лапни голтни, погледај тетка Љубица. Добро. Погледај Добро. колку, чекај вака да го превртам. Ајде. Ете Добро, така. добро. Повели тетка Љубица, Добро, нека ти фала е ти, благодарам. пријатен ручекот. Да. Како чади убаво. Имаме салатичка, имаме кисело млекце со лута пиперка, добро македонско винце, добро расположение. Сите се одлично расположени тука во Златно буре Кучково. Да пробаш и да ми кажеш како ти се Секој би бенисува. посакал да дојде на ваква убава тава, на ваква софра овде во Кучково. Во Кучково. Секој би се посакал. Али кој има прилика да си дојде. Така. Ајде сега да слушнам за твоето мислење. Лапни голтни. Прекрасно. Каже колку е вкусно. Да, немам зборови. Прекрасно. Па како еден вкус иди од Кобавчево. Да, кажи. Ова му е домашно. Аха, домашно, Изгледа. тука го прават. Да. Они си го прават по нивен Но, рецепт. многу убаво. И да ти кажам, убаво си е тавава, али да ви кажам и со убаво винце уште поубаво си е. Ете така, ти знаеш точно Зимските софри, Аха. зимските тави, без домашно винце убаво, ништо. Апсолутно. Не ги бива, така? Ете така. И гледај сега, што ми се допаѓа. Ова дојде како кора, значи во Убаво. таков сос. Да. Убаво и рецептот точно е погоден да гледај се впи. Да. Гледаш? Да. Немам зборови. Немам зборови. Па и зачините колку добро одговараат. И се си е, значи, Како велиш,
Замерак. Ето е така. Убава тава, убаво друштво, убаво винце, пак што би Се ни е посакал? најубаво. Човек што би посакал друго? Секогаш нека ни е вака. Да. Секогаш нека ни е вака, нека ни царува пријателството, другарството Ете и така. само со убава мисла во нови победи, во срекни денови. На здравје. На здравје. Поздрав од тимот на Вкусот на традицијата до следната емисија. Се гледаме. На здравје.